Ова е Степана Керк во 2020-та, градот кој беше де факто главен град на она што до минатата недела беше самопрогласена Република Арцах, мнозинска етничка ерменска нација во меѓународно признатите граници на Азербејџан. Со децени Ерменија и Азербејџан жестоко се борат за енклавата, најпозната како Нагорно Карабах или регионот Карабах. Минатата недела по жестокиот напад во средината на септември победи Азербејџан. Повеќе од 100.000 жители, речиси целото етничко ерменско население, избега во Ерменија. Дојдов вака, дури и не се пресоблеков, не земав ни постелнина. Воопшто ништо. И ја оставив мојата кола таму. Луѓето кои го напуштија Нагорно Карабах застанаа во пограничните градови во Ерменија пред да се распрснат низ земјата, при што многумина се преселија во слабо населените погранични села. Други пак ги одбија понудите за бесплатни гранични селски домови од страв дека спорот Азербејџан-Ерменија повторно ќе премине во Ерменија како што беше во 2020-та. Тие пука, а полињата гореа насекаде. Една граната падна и експлодираше. Азербејџанските власти понекогаш го нарекуваат овој дел од Ерменија дел од историските земји на Азербејџан, предизвикувајќи гнев кај ерменските власти. Па дури и тинеџерите тренираат војни тактики во овој регион, подготвувајќи се за можни битки за кои веруваат дека би можеле да дојдат во нивните градови и села. Но семејствата кои неодамна ги напуштија своите домови исто така ги обвинуваат владите на Арцах и Ерменија, како и руските мировници, за неуспехот да ги заштитат нив и нивната земја. Она што го знам за Арцах е дека двајца мои роднини, моите сопруг и брат, одидоа да се борат за оваа земја, а потоа ерменците ја дадоа без борба. Поранишните жители велат дека се работи за многу повеќе од имот. Зад себе го оставиле своето културно наследство, гробовите на нивните родители и сонот да имаат своја земја, кој никогаш не се остварил. Таму го поминав моето детство. Таму ги поминував деновите досега. Тоа е местото на моите потомци и мојата татковина. Како и другите ерменски бегалци, таа вели дека нема надеж да се врати во Нагорно Карабах. Но вели дека се надева од идните генерации ќе научат кратката историја на Арцах, место кое вели таа секогаш ќе ја враќа назад.